Здраво, дечки! Денес сум на едно уникатно место, Лисабон, Португалија, за да го видам новото Рено 4. Португалија, бидејќи има многу тесна врска помеѓу оригиналното легендарното Рено 4 и Португалија, односно една од тие легендарни изведби е правена токму тука во Португалија и затоа сме тука да ги видиме сите овие убавини, меѓу кои новото Рено 4. Пред се им благодарам на Рено и на Automotive Group што ме пратија тука за да го видам сето ова, да ви го покажам на вас, бидејќи ова е интернационална премиера и вие имате можност како и цел свет да го видиме сега за прв пат новото Рено 4, да го пробам малку повеќе од само што читам информации за него. Јаде вака на прв поглед дизајнот многу кул, многу ретро моменти, многу модерни линии има. Многу е тешко да се направи наследник на легенда, на дизајн, кој што е толку препознатлив, бидејќи да тргнеме од Париз па до Прилеп, нема едно место каде нема Рено 4. Односно, каде да тргнеме во цел свет, нема едно место каде што не чуле или немале Рено 4. И затоа да се направи еден нов дизајн кој што ќе наликува, ќе потсетува, ќе одаде почит на таа легенда и при тоа ќе изгледат добро за модерните времења, бидејќи 60 години се разлика и за 60 години многу работи се имаат променето, многу потреби се имаат променето. И ај се вака да ви кажам што јас приметив. Формата на светлата е задржана исто од легендата на Рено. Дури и предната маска која што сега тука е модерно осветлена со новото лого на Рено, изгледа тоа многу кул. Овие тука делови во браникот, овие сјајни пластики се направени да изгледат на оние бубрезите на оригиналниот браник на Рено 4. Исто така се и овие тука линии во вратата, овие како перфорирани елементи, всушност се испакнати, не се перфорирани. Препознатливото стакло позади на задниот дел. Задните светла кои што се поделени во 3 реда, како што е и се оригиналните светла, нели? Исто така и тука ги имаме бубрезите. Формата, целокупната форма на новото Рено 4 толку многу наликува на оригиналното, што како да се свртите, едноставно ве потсетува на тоа. Исто така тука и багажната врата, која што е на истиот начин направена како оригиналното Рено 4. Сега многу кул, многу практично, што е отворот е направен на истиот начин и тоа возможува многу попрактичен простор, многу поширок багажен, односно многу поширок целиот багаж ради вратата и неколку интересни факти сега. Овде е направено во својата класа на Рено 4, во Б сегментот, каде што ивицата на браникот е најниско поставено, што го олеснува товарањето и стоварањето на потежок багаж. Всушност, поради самата отвореност на вратата, тоа го возможува и да биде уште попрактичен, како што кажав. 420 литри багажен капацитет, што има најголем багажник во својата категорија и дополнително на тоа, тука одоздола под овие делови од даската, да кажам, има уште една остава кај што тука се поставени полначите, каблите од полначот и оваа можете да извадите слободно и да си ставите ако сакате нешто друго. Дополнително биде уште попрактично, тука има ставено и ластици кои што се со француското знаме и вакви ситни детали ќе има низ целиот автомобил. Исто така тука има уште едни малечки остави лево и десно кај што има детали со четворка за да знаете за што модел станува збор, куќи за качалки нормално и нешто што не е така честа појава во овој сегмент, автоматско отварање и затварање на багажната врата. Сега ќе се префрлам натре за да видиме внатре што имат направено. Искрено многу ми се допаѓа во последниве години Рено ова што го прави и со интериерите, и со дизајни, и со опрема што ја нуди. Рено 4 пред се многу комфортна, многу широка внатре. Мислам, ради таа висина има еден нетипичен, нестандарден дизајн Рено 4 од легендарното па дури и денес, кој што е нетипичен за кросовер, нетипичен за хетчбек. Токму и тоа е идејата на Рено 4 да биде уникатен, да биде многу практичен, да биде поразличен од се. И е така, и затоа тука внатре гледате дека имам простор за главата. Дури тука напред доста широко, доста просторно, седиштава се многу удобни, многу се убави седиштата и на лик и за седење. Браво Рено. Сега околу материјалите мора да кажам дека се искористени интересни
материјали, пример тука на вратите е еден интересен текстил во интересна форма, бидејќи да биде поразличен нормално, но исто така голем дел од овие материјали се рециклирани, така да многу кул што се задржуваат на екологијата, но се задржуваат на посебна уникатност. Таков е пример и кровот со овие испакнати перничиња, да ги кажам, кој што сега тука во овој пакет е вака, инаку има опција со платнен покрив кој што се отвара целосно, колку што чув од презентацијата, тоа е најотворениот кров што се нуди во сегмент. Браво! Сега, убави меки материјали на одредени делови, тука нагоре да и подоле има подсврста пластика, но искрено не му замерувам бидејќи прво знам дека сака да биде што е можно поприфатлив за цена и второ се е квалитетно направено, нема крцкање. Го пробувавме некои 400 километри тука во Португалија и да ви кажам патиштата им се многу слични како кај нас во Македонија, што значи дека многу сериозен тест направивме на сите дупки можни, одлично е склопено се. Мора да го истакнам екранот кој што е Open Airlink, многу познато исто така за Renault, кој што има соработка со Google и со ChatGPT, што стварно тоа се приметува, системот е фантастичен, најдобриот. Значи, не го кажам ова бидејќи сум тука во Португалија, ме пратили, сетро ги пофалам, не. Неколку пати тоа го потенцирам, Renault го имаат еден од најдобрите системи. Брз, респонзивен, со Google стварно функционира одлично, со GPT одлично вештачката интелигенција можете да користите, убава графика, убава респонзивност и сами се допаја што тука горе имат оставено неколку копчиња физички за особено за радиото, бидејќи при возење наместо да барате низ мени да направите белја некоја, наједноставно се стига тука преку копчињата. Исто така и за клима уредот се поставени тука доле. Не е хаотично, баш убаво направено, има многу детали како тука на отворите од вентилацијата, Renault 4 тука што си пишува, француското знаме со жолтите конци, исто така и на седиштата ги има сите тие детали, убав волан. Ми се допаѓаат сите рачки тука од деснава страна, од менувачот, ова е за брисачи и исто така има за возачот тука за радиото. Многу кул, многу практично и се задржале на тие неколку елементи, пример ова за радиото го има во многу претходни модели на Renault. И сега да не ви главам околу практичност, тука доле има една мала остава, тоа веројатно за клуч или за некои ситни работи. Овде имаме една остава за телефонот која што со бежичен полнаш, 2 USB порта, 12 V приклучок за струја. Интересно тука поставиле електронската рачна кочница. Тука уште една остава веројатно е за клучот. 2 остави за шишиња, една остава доле, односно наслон за раката со една остава тука доле. Така да убаво, практично, широко. И сега се префрлам позади да видиме и таму каква е комоцијата. Мора да признам дека тука е многу интересно, неочекувано, секако електрично возило, пошто ова генерација на Renault 4 е фул електрика. Препознатливо кај електричните возила да имаме една издигнатост на задните седишта, особено тука кај нозете, поради батериите што се поставени во подот, и да има едно непријатно чувство при седење. Тука има тоа повторно таа издигнатост, но не е така неудобно, баш е убаво, особено седиштава се стварно се убави, се седи повисоко од напред и сега иако се седи напред, повисоко од напред, имам повторно простор за главата, широко е, имам простор за нозете, иако седиштето е навратено поприлично на назад, но можете да си ги спуштите нозете малку подоле под седиштето и да ви биде уште поудобно. И сега би дал замерка само ради ова спуштеност тука, бидејќи кога ќе затворите врата, кога ќе се возите, некој пат треба овака малку се наведнете за да видите што се случува надвор. Тоа е една критика за повисоки луѓе како мене, ако седат тука. Инаку седиштава исто го следат истиот дизајн од напред, нема наслон за раката, имаме 2 USB порта тука доле, една мала остава исто така доле и сега ќе кажат па нема место за телефон. Има, бидејќи тука во седиштата има како две џепчиња кои што можете да ги искористите, едното е баш конкретно за телефон и е стварно кул и фантастично. Комплетно рамен под во средина и тоа возможува тројца патници да се возат многу
поудобно тука. Сега, кој што кажав, панорамата која се отвара некаде до тука, што значи дека задниот ред може да ужива комплетно надвор во преубавото време, во преубавото небо. Така да, тоа е за заднава клупа и сега може да почнам да го возам за прв пат на оваа интернационална премиера. Колку се радувам што сум тука на светска премиера, за на вас да ви го покажам се тоа, и што го возам Renault 4, новото Renault 4, бидејќи 60 години се разлика и многу работи се променети, многу работи ние поразлично ги бараме, ние поразлично ги очекуваме, нормално светот се има променето, се има унапредено за овие 60 години, но легендата, класичното Renault 4 кој што ги има поставено тие стандарди, се навистина висок стандард и високи очекувања што не е баш така лесно да се исполнат. Ова е еден од најочекуваните автомобили за оваа година. Толку многу се очекуваше, толку многу се чекаше се види што направиле Рено, како дали е само еден добар маркетинг со враќање на брендот Renault 4, како што сите мислеа дека ќе биде за Renault 5, искочи дека Renault 5 е стварно фантастичен автомобил, еден од најдобрите во својата категорија. Комплетно нова шасија, нова платформа која што исто така се користи тука во Renault 4, но тука е поголем, поширок, повисок, нели нормално. И многу интересно е тоа што комплетното производство на Renault 4 конкретно е во Франција, па дури и батериите се направени во Франција, сите останати елементи кои што се потребни не се подалеку од круг од 300 километри, што е интересна приказна и само кажува колку на французите им е битен овој модел, колку многу сакаат да прикажат дека се е француско во овој автомобил и колку многу на нив им значи. Токму затоа и се низ целиот автомобил, како надвор, така и внатре, тие француски елементи бидејќи се гордат и треба се гордат. Но ајде да се вратам јас на перформансите. Во понуда ќе бидат два типа на перформанси, 40 киловати и 52 киловат часа батерија. Денес тука ова што го возаме PS2 со 150 конски сили, другата изведба е со 120 конски сили. За цените нормално се уште не знаеме. Идејата за Renault 4 да биде прифатлив со цена. Се спомнуваат некои цифри околу 30.000 евра, но кој ќе пристигне во Македонија точно, тогаш ќе знаеме отприлика која би била цената. И сега 150 конски сили се сосема доволни, искрено, овде има поголема батерија од Renault 5. И сега кажува дека перформансите во споредба со Renault 5 се толку многу слични, зборам возните карактеристики, дека толку добро управува, што разликата е само некои 10 до 15%. Искрено тоа се чувствува колку добар автомобил е Renault 4, колку добро управува и колку многу е комфорен. Бидејќи пред се, тука идејата да биде што е можно поудобен и покомфорен и стварно многу меко, многу нежно ги поминува сите препреки на пат што ги има. Многу добар управувачки систем и многу добар волан имате на располагање, односно возачкото искуство е максимално направено да секој возач и секој сопатник ужива внатре. Многу удобно. Мора да ги пофалам тука. И сега 52 киловат часа батерија, окей, сето тоа вака на хартија, но ќе се кажете колку километри може да се помине. 402-405 километри деклариран рейндж, тоа е нормално комбинирана вожња и се реален опсег, бидејќи вчера поминавме ние поприлично сериозна километража, притискање, малтретирање и се поминуваат тие километри. Многу ме интересира кога ќе пристигне во Македонија, кога ќе имам можност повеќе да се дружам со него, да видам која е реалната километража во урбаните средини, бидејќи во урбаните средини можете да постигнете и многу поголема бројка на километри. Нешто што мора да истакнам, околу повторно се вратам на удобноста, така е направено бидејќи има комплетно мултилинк суспензија и тоа возможува едноставно да биде постабилно, побезбедно, но и многу поудобно тука внатре. Нормално како електричен автомобил ги имате сите предобивки на секој електричен автомобил, ако притиснете на педалата за газ,
апсолутно може да катапултира. Тука имаме мултисенс копче на самиот волан, преку кое што можете да избирате различни режими за возење, спорт, персо, комфорт, еко, спорт, така да стварно можете да уживате во секој различен режим на возење. Дополнително на тоа, тука позади воланот се лопатките, кои што како и секој автоматски менувач или стандардно ги имаме, но тука овие лопатки се конкретно за регенерирање на батеријата, односно да одберете колку сакате да биде сензитивно отпуштањето на педалата за газ, бидејќи овде има опција за one pedal начин на возење. Односно, ако го одберете тој начин на возење, како и сега, ако отпуштам, комплетно ќе застане. И нешто што ми се допаѓа, ретко се случува кај електрични возила да не се преагресивни кочниците. Тука воопшто не се агресивни. Еве го one pedal, нежно застанува, нежно успорува. Вуала, комплетно застанува. Многу кул момент, многу практичен и како што тргнав да кажувам, кочниците не се агресивни, односно имате многу нормален филинг, чувство зад педалите, да сте сигурни да не ве сецка цело време. И дополнително уште нешто што мора да спомнам, да, како кросовер, да, се надпреварува во категорија со Opel Mokka, Peugeot 2008, Jeep Avenger, Kia EV6, така да сериозна конкуренција, но мора тука да потенцираме еден факт кој што другите модели го немаат до оваа мера, а тоа е дека Renault 4 има најдобри возни карактеристики, најдобро чувство, бидејќи се чувствувате како во еден хетчбек. Затоа го споредив преска со Renault 5, бидејќи Renault 5 е еден многу убав hot hatch, иако е електричен, но има така убаво чувство зад волан што едноставно тука се чувствувате како да возите хетчбек, а не возите всушност фамилиарно возило кој што може да понеси повеќе багаж, кој што е повисоко, нема никакво клатење и нема клатење кој што е специфично за електричните возила нагоре-надоле. Воопшто го нема. Нема да ви биде неудобно во ниту еден момент. И сега прашањето е дали Рено ја вратија легендата или направи една нова легенда. Јас ќе кажам дека не. Старата легенда не може да се врати, бидејќи тоа се други времиња. Други очекувања биле тогаш, други потреби. Денес имаме други работи кои што ги очекуваме и ги бараме и затоа мислам дека ова е поставување на една нова легенда, со кој што мислам дека Рено ќе има многу голем успех и посакувам да има искрено, бидејќи е стварно добар автомобил, добар продукт. Многу ми е мило што ова можам да го искусам вака на прв поглед на оваа светска премиера. Се надам дека ќе имаме можности во Македонија да го видиме многу наскоро. Вие сте меѓу првите во светот што имате можност ова сега да го видите, да го искусите на ваков начин и верувам дека од кој ќе опробате ќе сватите за сето ова што го зборувам. Направете subscribe, бидејќи стварно многу ми значи вашата поддршка и нормално со вашата поддршка можам да доаѓам на вакви настани. Благодарам на Рено што ми дадоа ваква една можност да ви го покажам сето ова, да го искусиме, затоа правете subscribe и се гледаме наскоро со ново видео. Чао!